Добро вечер, почитувани слушатели на Радио Лидер 107,4 и добро вечер на сите оние кои не следат преку лайв стримот на Facebook на официјалната страна на Радио Лидер. Уште еден четврток во овој термин резервиран за Скопје урбана приказка од 20 часов заедно со мене Стефан Кирков, кој во и на автор и на водител на оваа емисија, на овој подкаст ќе бидам со вас заедно со моите гости кои се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание овие 60 минути, а јас ветувам дека денеска ќе имаме една од подобрите емисии од како започнавме со нашиот проект Скопје урбана приказка. И денеска сум во дресот на Вардар и тоа има посебно значење за мене кога некој ќе го облече овој дрес, не е само да го облече, него овој дрес има значење, овој дрес има срце и ово име Вардар не е само име. Но малку покасно за се тоа што ви го спремам денеска за нашиот клуб ракометен и фудбалски представ фудбалски Вардар, а потоа ќе зборнеме со моите гости околу целата ситуација. Скопје урбана приказка и самиот наслов ни кажува дека скопски ликови кои говорат во Скопје урбана приказка. Говориме за Скопје, за нашата метропола, град во кој сме родени и не врзуваат најдобрите работи кои ни се имаат случајно во овој наш град или оваа метропола кој што умееме да велиме. Чинам дека ова е единствената, ако не една од ретките емисии каде што може без перде на јазикот да го пофалиме сето она што треба да се пофали и да го искритикуваме сето она што треба да се искритикува. И стално со моите гости кои стално одбирам да се скопски ликови, луѓе кои го знаат асфалтот, ја знаат улицата во Скопје, ја знаат секоја населба во Скопје, ги знаат сите култни места. Бирам луѓе кои се родом в Скопје, кои се основоположници на, да кажеме, на наукниот живот, на првите дискотеки во Скопје, првите манекени, првите луѓе новинари, луѓе од шоу бизнисот, скопјани родени, овдека кои овој град направиле многу и се вложиле за овој град и навистина им е криво и е темна приказката затоа што во поново време се што навредеше во Скопје, го констатираме со моите гости дека умира. За жал, кој да е граначалник, која да е политичка партија овде, не фаќаме никаква страна. Го критикуваме, ако треба и с име и презиме, ќе го критикуваме оној кој е виновен за овој темен мрак кој ни се случува во нашиот град. А какво е Скопје денеска? Стално го говорам тоа. Имаме општи хаос во сообраќајот, раскопани булевари, улици кои само чинам дека во Скопје и во Македонија може една улица, еден булевар да се гради со месеци. Прво ќе се изгреби асфалтот, а потоа ќе се чекаме да дојдат 20 мајстори кои ќе работат 6 месеци за се поправи една улица и можеби со ова треба да влеземе во Гинес како луѓе ангажирани за правење на еден пат 6 месеци. Општи хаос во сообраќајот, Скопјани заборавија да се смеат. Скопје стана небезбеден град. Убиства, мито, корупција. Улици темни, изгаснати светла, Скопје повеќе не е онаа метропола. И како да привлечеме туристи во нашиот град? Како да повикаме некој пријател од надвор и каде да го прошетаме? Навистина доживуваме еден темен мрак и ја вакво Скопје не го познавам. Луѓето кои ми доаѓаат на гости во урбана приказка не го познаваат нашето Скопје и сме согласни дека место да одиме напред, не одиме се назад и назад. И сето тоа не боли. Не боли и стално бараме да, и покрај тоа што ќе критикуваме, бараме да начин да апелираме од ова место, од овој медиум, на социјалните мрежи, затоа што се покаже дека во последно време социјалните мрежи имаат да какво влијание од оние кои зимаат наши и ваши пари почитувани Скопјани и се избрани од народот да го водат овој град. Така да стално говориме со моите гости, позициите се менливи, но треба да оставите нешто позади себе. И спремајќи се за денешнава емисија како и секогаш, сакам да ви дадам еден краток вовед во оние последни случувања кои се случуваат во нашиот град. Борам овдека да ви прочитам и неколку Facebook статуси од наши познати новинари кои ја пратат ситуацијата во главниот град и ја опишуваат онаква каква што е, без перде. Така да, Јорданка Ивановска Јоци е новинарот која подолго време пишува, подолго години пишува за нашиот град и според мене и според многумина една од новинарите кои реално ја пресликува ситуацијата во Скопје без фаќајќи страна дали доаѓа од една политичка партија или друга. Така да, барам само еден статус кој сакам да ви го споделам од неа.
А тоа е околу последните случувања со оној проблем деценски кој Скопје го има со уличните кучиња и со на предпријатие ЈП Лајка. И ако мислевме дека нема ништо полошо од претходниот градоначалник Петре Шелегов, кој е запаметен во историјата на градоначалници на град Скопје како човек кој не остави ништо позади себе. Ниту еден капитален проект. Гласавме за модерно Скопје, донесовме на функција градоначалничката Даниела Арсовска, во која верувавме и поверувавме во програмата за модерно Скопје. Но и 2 години од нејзиниот мандат, освен тоа што промени 20 директори на јавни предпријатија, значи проблемот не е до луѓето и до директорите, него чинам дека проблемот си го има самата Даниела Арсовска. Промени 20 директори, нема со кој не се испокара и градов во моментов е заслужен, она е заслужна за градов што е во моментов во таква ситуација каква што е. Бездомните кучиња ЈП Лајка, кои огромни пари се делат наши и ваши за да го решиме овој проблем со кучињата надвор, е препишан на името Даниела Арсовска и на тоа јавно предпријатие ЈП Лајка, па Јосиф во еден нејзин статус во последниот период пишува точно пред мен: Ани Мамунди си го приватизираше ЈП Лајка. Директорката си поставува другарки од Ани Мамунди по управни одбори, а ја ги вработува во предпријатието. Па вели, на последната седмица на Совет на град Скопје советничко прашање од Јувица Јанчева од СДСМ. Директорката на Лајка Радмила Пешева мртва ладна, со едно тивко гласче како да ја паднал шекерот и ки припадне одговорница, потврди како Елена Пипонска е во исто време и член на управен одбор, но и вработена во ЈП Лајка на позиција, замислите, немалку не повере него раководител. И кај се оние друштва за заштита на животни да кажат сега нешто, се во скутот на Арсовска, земаат огромни хонорари од тоа јавно предпријатие, а на терен што гледаме? Скопјани се напагање од уличните кучиња, кучињата се честа мета на собраќајки, на трујачи и џабе е буквално секога се ставаме во ситуација да се ставаат овакви, можем да кажем, ликови кои не се соодветни за својата позиција и се таму само за да дркнат мал дел од колачот и да само со придобивки за себе. И вика, и не може со години да се кара со Трифун Коце, со Шелегов во име на бездомни животни, на крај да се спикате сите по управни одбори и внатре во предпријатието како директори на раководители, а за тоа време бездомни кучи има на секој чекор и проблемот не е ни шепнат, вели Јоци. Го решаваат обични луѓе и издруженија кои помагаат од љубов, а немаат ни есап ниту паќар. И тоа навистина на терен е буквално така и секоја чест за тие активисти кои, тие урбани ликови од Скопје кои ги заштитуваат бездомните кучиња, затоа што кучињата не се виновни дека се на улици. Чесно е бирокративе да го укинат друженијето, зад кое се кријат за да полнат чекпеджи да се носат во мајчината и они советничката група наречени Зелен хуман град. Каде се сега Зелен хуман град, почитувани Скопјани да реагираат на сето овие неправди кои се случуваат во ЈП Лајка и со ситуацијата за бездомни кучиња? Едноставно, буквално штама. Си влегува во управни одбори, си се напикаа на позиции и еве свативме за кого Скопје Зелен хуман град се доби 2 советнички места во град Скопје. И целта била нели само да се догреваме до столче, не да направиме нешто корисно за нашиот град. И ајде да не ја политизирам толку да емисијава. Сите сме сведоци на тоа што и како и каква приказна се наоѓа нашиот град Скопје. Така да едно нешто случување кое се случи помеѓу двете емисии, тоа е во неделата македонската ракометна репрезентација го играше последниот надпревар со Турција во квалификациите за светското првенство и овде од студиото на Радио Лидер и осилиот тим на Скопје Урбана приказки им честитаме за освоениот пласман на уште едно светско првенство кое ќе биде во јануари 2024. Меѓутоа нешто мене што ми остана врежано, дека јас не пропуштам дуел на македонската ракометна репрезентација, како никогаш до сега немаше таква атмосфера во Борис Тајковски, кој на луѓето да буквално им е страв повеќе да викаат напред Македонија. И тоа ме плаши и не знам докаде ќе стигне тоа, почитувани Скопјани. Нешто позитивно кое исто така се случи во измеѓу двете емисии, кое и денешната емисија ќе посветам на тоа, е еден статус на градоначалникот на Адрон господинот Тимчо Муцунски. Па вели во својот статус: на моја иницијатива на председателот и на Советот општина Аеродром Дејан Митевски, ФК Вардар ќе добие нов спортски терен во Аеродром каде што ќе може да ги одржува подготовките на преварите и тренинзите. ФК Вардар е име кој има долга традиција, гордост на Македонија и македонскиот спорт, а ние на ваков начин даваме силна и недвосмислена подршка на клубот.
Денеска во мојот кабинет оствари средба со представници на навивачката група Комити, која однеодамна е собственик на клубот. На состанокот разговаравме за иницијативата поврзана со спортскиот терен лоциран во непосредна близина на Јане Сандански. Очекувам по завршувањето на соодветната законска постапка овој спортски терен да биде ставен на располагање за потребите на навивачите и клубот. Да го поддржуваме македонскиот спорт и да се радуваме на нови успеси, вели Тимчо Муцунски. Има фотографија заедно со навивачката група Комити како безрезервно во општина и овој градоначалник и целиот совет застанува зад ФК Вардар. А што е ФК Вардар? ФК Вардар, почитувани слушатели, гледачи, овде малце ќе ме преовладаат емоции затоа што не сум рамнолушен кога разговарам за фудбалскиот клуб Вардар. За ФК Вардар се навива и старо и младо. ФК Вардар не е само име, не е само стадион, туку ФК Вардар е историја. ФК Вардар навивале мојот дедо, мојот татко, тајвам јас, ќе навиваат и моите деца. ФК Вардар не можете ниту една политичка партија, ниту еден градоначалник. Никој не може да го уништи и да направи нешто со што неколку пати проба да го згаснат и да го донесат на работ на својата екзистенција. ФК Вардар е пиреј, почитувани слушатели, почитувани гледачи, и кој се поиграл со судбината на ФК Вардар и со судбината на навивачката група Комити, завршил неславно и е запаметен како или неуспешен политичар или неуспешен градоначалник. Навивач, кога ќе влезете во Скопје, кога доаѓате од било кој друг град во Скопје, наидувате на графити во боите на црвено и црната боја. Па вели: еден живот, една љубов. Фронт, Скопје, ФК Вардар. Пароли: ФК Вардар и Комити Запад се уметност. Последниот столб кој остана да го брани она и малку од македонштинава која некој во овој последен период застанува позади неја. Како овие луѓе, Комити Запад и сите кои се таму, се последните дечки кои останаа на браникот на татковината и си го зачуваат сето она што вреди. А ФК Вардар вреди и е врежан во нашите старца. И извинете можеби за преголемите емоции кога го разговарам ова, затоа што во претходните две емисии кога разговаравме со навивачката група Комити и со Борко Ристевски кој е дел од ракометниот клуб Вардар, ни соопшти какви се не заговори и сплетки се правеле за овој клуб да се згасне. И нашите дедовци, татковци, скопјани и сите оние кои живееме во нашиот град сме програмирани да си го сакаме нашиот клуб и нема да дозволиме да некој си поигра со судбината. Во моментов фудбалскиот клуб Вардар е во најтешка ситуација во поновата историја. И тоа боли, не боли сите, и затоа низ овој мој проект како еден, можем да кажем, водител на еден ваков проект Скопје урбана приказка, последниве неколку епизоди ќе ги посветам за спас на ФК Вардар. Денеска ви подготвив многу интересни гости, сега ќе ви ги најавам, а пред да ги најавам само ќе ви прочитам од нешто од навивачката група Комити. Купи за клубот и за групата. Во моментов сите кои сакаат да гурнат нашиот Вардар обстојува единствено поради финансиската и логиската помош на навивачите. Секако и поради пркосот на фудбалерите кои се херои. И навистина овие фудбалски имиња, овие херои кои денеска се во составот на Вардар, сметам дека треба да бидат со златни букви запишани затоа што го доживуваат најтемниот момент од кога овој клуб во поново време се соочил. Не радува тоа што не само Комити, туку и целокупната јавност, народот ја препозна нашата борба и активно се склучува. Во сабота пред надпреварот со Тетекс пред стадионот ќе се продаваат мајчки со чие купување финансиски го помагате функционирањето на клубот и групата. Скопје, почитувани слушатели, Комити Запад се мобилизира за спас на ФК Вардар. Дали конечно сватија велот од Комити Запад потекст за поздрав на Тимчо Муцунски и општина Ајродром. Ова веќе ви го соопштив. И вели, не помина ниту 24 часа од првата подадена рака за помош, веќе денес нашите пријатели од друштвото Пазаротско друштво, верувајќи во нас и во нашите искрени намери, донира 15.000 денари помош за ФК Вардар. Во име на групата, во име на Комити Запад им благодариме, борбата продолжува. И ова се само неколку Facebook статуси за нашиот клуб Вардар. Денес ќе ви спремив многу интересни гости, тие што го видува профилот на социјалните мрежи, сигурно веќе сваќаат за кого станува збор. Ви спремив гости од каде што најточно ќе ги дознаеме добрите вести конечно кои мислам дека полекано сигурно доаѓаат за ФК Вардар. Ќе почнам од едно име и презиме кое
според многумина е мотиваторот, силата на фудбалскиот клуб Вардар. Човек кој 7 години е во најтешкиот период со фудбалерите, кои може да видиме на оние клипови кои доаѓаат од собликувањата на нашите фудбалери, како е мотиватор и како мислам дека на своји рамења го држи и ја држи целокупната атмосфера во клубот. Велам добро вечер од студиото на Радио Лидер за, можем да кажем, иконата на Комити Запад, иконата на Вардар во поново време, Филип Гашевски. Здраво, Фичо, како си? Добро вечер, добар. Честа е моја што конечно те имам во студио, ми представува голема чест и задоволство и фала ти што најде време да бидеш дел од овој проект. Нема никаков проблем, мене е чест задоволство што седам тука со вас. Икона на спортски клуб. Како е да се биде икона на Комити Запад и на сите оние кои го сакаат Вардар? Прво сакам да кажем, не сум икона затоа што уште сум млад и фала ви за таков комплимент, али не сакам да се експонирам со такви работи, едноставно ми е многу драго што ме толку добро прифатили навивачи и нормално полесно функционирам. Потоа кога ќе презентираме мојот втор гости на мојата публика, веќе доволно го знаем, за да Комити Запад те прифатат и да извикуваат дека си икона, ја препознаваат она искрена љубов која некој определен фудбалер ја има кон тој клуб. Ти покажи и докажи дека си и во најтешкиот период со Вардар, така да од се срце ти благодариме за тоа што навистина си еден од мотиваторите, кој што кажав, кој до последен атом се вложува во оваа тешка ситуација да биде дел од клубот. Погледате, да, прво сакам да кажем, во клубот сум 7 години и можем да кажем бев во најдобрата ера во историја, кога се пласиравме Европа Лиг, кога беше све, може да кажеш, со млет и меко, и сега, за жал, во една ерата што ние момци не го заслужуваме тоа, али се на феноменален начин бориме да го вратиме Вардар тамо каде му е местото, едноставно што да вам кажам, сојно. И народот, и Комити Запад, и сите оние скопјани кои си го сакаат Вардар, ти низ години можеш и си сведок колку значи тоа име Вардар за Македонија и општо за Скопје. Така да уште еднаш ќе поразговараме во теков на емисија, само да го презентираме мојот втор гостин. Добро познат на Скопје урбана приказна веќе по втор пат, затоа што кога прв пат гостуваше во мојот проект, гледаноста на емисијата беше навистина на едно големо ниво и нема порелевантен човек и борец кој до последен атом се вложува за навачката група Комити и кога збори за Вардар сите препознаваме неговата емоција и тоа колку му значи. Добро вечер за Миле од Комити Запад. Миле, како си? Благодарам, поздрав до вашите слушатели и вашите гледачи. Ние се бориме заедно, тие на теренот, ние на трибините, ние сме едно семејство, значи кој, како што кажавте, ќе го дајме и последниот атом од своите сили за Вардар да го воздигнеме таму каде што заслужува да биде. Ќе го воздигнеме ли Вардар, Миле? Затоа што кога те гледам тебе и кога денеска се видовме пред емисијава, ја препознав таа енергија дека нешто добро се случува. Па, ние посакуваме и ние тежнееме кон тоа да се случуваат убави работи и веруваме во тоа. Немаме причина да бидеме да кажам дефанзивни или немаме причина да не веруваме во тие работи. Значи едноставно и самите момци на терен кои ќе ги видиме како гинат за нашите свети бои, имаме уште поголеми мотиви да се ангажираме не само на трибините, туку да се ангажираме и вон трибините, на терен, секаде каде што е потребна нашата помош. Гашо еден од имињата и презимињата кои кажав и на почетокот, јас сум сигурен дека твоето име и презиме ќе биде со златни букви врежено од целата екипа која во моментов играте, ќе видат некаде врежени со златни букви напишани во некоја историја на Вардар, затоа што во поново време, не знам дали сигурно ќе се служи со мене, не сте имале Гачо поголема криза која што има во моментов. Не, тоа дефинитивно. Прво што сакам да напоменам, нормално таа генерација што сме сега, зборам од тренери, од фудбалери, од физиотерапеути, економисите, стварно треба да се записат со златни букви во една Вардарова историја, затоа што тоа што ние го издржувавме, мислам дека не може да издржи нормален човек. Ние сме може ненормални, али го едноставно толку сакаме, почитуваме клубот, што едноставно имаме таква енергија и хемија, што едноставно мора да го вратиме
тамо каде му е местото. Со што се случува ако прочитавме низ медиумите, низ оние известувања, Емиле ќе ме поправи може од Комити Запад кои доаѓаат, а не информациите ги добиваме токму од нив, затоа што не видовме дека некој Вардаров фудбалер се пожелил јавно и да каже што преживувате. Се случувате да немате плати, да немате место каде да тренирате, да немате општи работи за тренинг, за настапи на товари. Едноставно да ви кажам, немаме ништо. Едноставно за плати не сакам да зборам, затоа што тоа веќе цела Македонија знае дека играме, може да каже, од љубов. И едноставно не знам како да вам објаснам и кажем тие работи, едноставно немаме буквално... Се мотивирате помеѓу себе во сооблекување? Па едноставно сите ние момци, тренери, едноставно имаме еден инат и сакаме да докажеме на сите тие што идат против нас или против Вардар или против сите тие проблеми, дека ние можеме тоа да го направиме и дека нормално имаме голем товар, затоа што едноставно замислете си ние тренираме во Кадино и замислете се секој ден патуваш Кадино назад, немаме, како се каже, ни свој дом. Немаме свој дом, немаме едноставно све и во Кадино е обезбедено преку еден соиграч, не сакам име да зборим. Води со нам исто преку све тоа се помагаме едноставно. Да немате и вода за пиење на тренинг. Па има се исто случајно тоа многу пати, така да сакам да ве кажам, ние сме веќе толку мокни, толку психички и стабилни фудбалери, што не може ништо да не сломе, зашто сме едноставно навикнати на најтешките моменти што постојат. Мислим дека тоа што го преживуваме ние, ФК Вардар, не сакам да посакувам ни на најголеми душманите што се во фудбал општо, генерално, така да едноставно не сакам тука сега да вам кажувам немаме тоа, сакам да ве кажам буквално немаме ништо. Ова е подкаст каде што можеме без перде на јазикот да си кажеме буквално све, без разлика тоа дали некој му смета или не му смета. За овој проект и за овие ставови си одговарам јас како уредник и водител на оваа емисија. Ставовите се лично мои и за сите теми и за сите искажени работи си том. Биле, кој сака да го уништи Вардар? На кој му смета најпознатиот клуб? Вардар, срцето на Скопје, срцето на Македонија. Вардар има многу непријатели. Ја прво сакам да на тоа Гача што кажа дека играчите не се жалат на тоа што им се случува, реално дека не излегла информација од собликувањето на Вардар за реалните случувања во кои што се наоѓа клубот. Значи тоа е доблест, скромноста која што имаат играчите е доблест која што ги краси нив и која што го прави, кој што не прави нас горди. Значи тие точно знаат што значи Вардар и дека знаат дека со тоа ако се жалиме или ако нешто пред медиумите кукаме, тоа дека ништо нема да добиеме. Нас ни е целта ние да се бориме затоа што Вардар е нешто символ, значи нешто заради што вреди да се бориш, вреди да се воздигнеш над реалноста во која што се наоѓаш и да покажеш храброст. Ја ќе кажам една друга работа, дека ние сме спремни и да поместиме планини и да најдеме решение за Вардар. Значи нашата одлучност е на многу високо ниво моментално и верувам дека ќе не сватите сега кој ќе ви кажам една наша реченица која што сме ја користеле во паролите наши и тоа е дел од нашето секојдневие. Значи ние сме избодени од лавовски шепи, изгребани сме и од трнливи рози. Меѓутоа се уште стоиме на нозе и се уште се бориме. Значи тоа е нашата доблест. Ние не можеме едноставно да престанеме да се бориме. Нашата борба е вечна, бидејќи ние Вардари го изедначуваме со една многу поголема битка која што се води во држава, значи во Македонија. Ние Вардар го изедначуваме со Македонија. Кој ќе кажеме Вардар е Македонија, тоа има и директно значење и индиректно, и символично. Затоа што Вардар е Македонија, кој ќе кажеме, тоа се мисли дека Вардар е наследник на славниот клуб Македонија, кој што се фузира со победа пред за време на Втората светска војна, пред да настане Вардар. А Вардар е Македонија затоа што Вардар е она што го има, тој символ, тоа е она што се идентификуваат сите македонци. Значи ако Селтик како клуб, ќе го спомнам Селтик, иако е во шкотското првенство се надпреварува, со Селтик се идентификуваат сите ирци,
со Вардар се идентификуваат сите Сите македонци. македонци. А овие дечки фудбалери, мислам дека во поново време кој што кажавме не постои генерација која претрпела поише и претрпува се уште. Да. И да црпат енергијата од вас. Вие мислам дека сте неискромно најзаслужни за овие дечки што гледаат колкава армија од луѓе стои позади нив и се борат до последен атом да го издржат овој период. Ние меѓусебно се бодриме, значи они како што они се име мило кој ќе видат дека кога играат на трибина има некој кој што е дојден дури на гостувања далечни и кога реално надпреварите не се од таква важност, значи страста се уште постои и таа хемија која што постои меѓу најувачите и играчите, особено цел тим, све што значи Вардар е голема. Таа хемија красела многу одамна и многу е битна соблекувалната. Значи Гача е тука, со Гача ние го можеме да го наречеме како еден дел од нас, многу не само дел од нас, туку еден од нашите водачи. Значи Гача има привилегија да е водел западната трибина. Тоа ретко се случило на некој играч да го направи претходно. А да се навратам на прашањето кои се наши непријатели. Тоа сите оние конкретно сака да го уништи Вардар. На кого му смета Вардар? Вардар на кој му смета, значи Вардар им смета на сите оние на кои што им смета Вардар тоа што го представува. Јас сега ви дадов една аналогија што представува Вардар. Значи Вардар ги представува македонските идеали, не е само Вардар спортскиот дел, она што се игра на теренот. Бидејќи Вардар дресот на Вардар тежи затоа што има историска тежина. Тој дрес го носеле многу битни луѓе, сме ги напоменавме мислам и во минатата емисија, легенди кои што многу значат и за македонскиот, балканскиот, па дури европскиот фудбал. Дали примети кога го дава воведот за Вардар и јас сам ме превлада емоции и се ми закочи мислата едноставно кога зборам емоциите. Ние кои што го сакаме Вардар и сме така да кажем програмирани, не боли. Се тоа еве преска почнав да зборам нешто по работа што сакав да кажам, можеби ги заборавив. Така да Гачо спомна дека беше во најдобрите години во Вардар кога Вардар играше на градскиот стадион и во Европа тогаш градски беше полн, се извикуваше од сите грла напред Вардар. Зашто Вардар не игра на градскиот стадион? Вардар зашто не игра на градскиот стадион? Ние Вардар знаеме дека јас од најмал возраст сум видел на Вардар на градски. Мене поим за градски ми е Вардар. Но тоа е многу логично прашање. Сите ние се прашуваме зашто Вардар не игра на градски. Одговорот сега е формално правно е бидејќи градскиот стадион не е предвиден за настапи во втората македонска лига. Значи само професионални клубови, односно во првата лига е само професионална. Само во прва лига може да наводно настапува фудбалскиот клуб Вардар. Меѓутоа тука не станува збор за тоа бидејќи што ќе се изеде тревата. Да, нема што да се Или изеде. ставиме семки на случањата. Не знам што размислуваат, меѓутоа треба пред да се решат прашањата поврзани со Вардар. Тука ова е големо прашање, сега што го отворивме, значи тука е инволвирано акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, кој што стопанисува со стадионот ПУИК. Со нив они претходно биле и дел од управата на Вардар и имавме и соработка пред доаѓањето на актуелното раководство. Не може да се присетиме дека кога се отиде сум со Ненко во тој вакуум простор од 5-6-7 месеци, Вардар не само што играше на градски сите надпревари до крајот на сезоната, туку и еднаш во неделата го користеше тартанот за шпринтови. Значи за еден тренинг во неделата имаше на градски стадион во период кога ние го водевме клубот. Значи се не е само до парите или до моќта, туку е и до, како да кажам, де треба да постои нешто друго, како некоја институција, некоја групација на луѓе која што како нас може тоа да го изведе. Има интегритет за тоа да го направи. А дали веруваш дека постои заговор поради се тоа, гледаме дека не игра Вардар на градски ради административни некои работи, дечкиве кои кажавме до последен атом се вложува за Вардар, немаат плата, немаат основни работи, идат сами на тренинг докадено, го представуваат Вардар, се уште го носат овој дрес. Постои ли заговор за се тоа што им се прави на сака да се откажат? Ова прашање, значи, ќе го одговорам во пакет со претходното за тоа кои се непријатели Вардар. Значи да, ова ние све што го гледаме, затоа што ние го нудиме решението на Вардар, кое што е буквално логично, и до сега никој такво нешто не понудил за клубот. Бидејќи тоа е нешто што е логично, а некој не го понудува, значи има некои други намери. Ние не гледаме ништо што се случува моментално во клубот и во последниве неколку години што е логично.
сите работи се нелогични. Да, ќе позборуваме и за добрите вести кои ги имаме да ги презентираме премиерно во Скопје урбана приказка. Ќе направиме само мала кратка пауза, па потоа се враќаме да поразговараме со Гачо околу неговиот живот и околу сето што не очекува за Вардар. Едва чекам да продолжиме. Така, почитувани слушатели, само за кратко и се враќаме во студио. Дали Диме се враќаме Диме во програма. Зака едва чекаме сега тоа збориме со Мили и со Гачо. Едва чекаме да се вратиме затоа што имаме многу муабети кои сакаме да се ги направиме, а верувам и нашите слушатели ги сакаат да ги слушнат. Филип Гачевски, роден в Словенија. Да. На колку години Фичо доаѓаш во Македонија? На 23. Знаеш ли претходно нешто за Вардар? Знаев, татко ми сегаш збореше за Вардар, така е. И нормално, како Реал Мадрид и Барселона, Шпанија, така е Вардар во Македонија. Така ти си пола словенец, пола македонец, детството ти поминува во Словенија и потоа доаѓаш кај нас. Веднаш љубов на Вардар со прв поглед? Па, не беше на прв поглед, затоа што мој прв клуб беше во Македонија, Берганица Штип. И од таму дојдов во Вардар. Едноставно, стварно, никогаш не сум се замислил дека можам да кажам дека ќе ги срушим сите рекорди во Вардар, не разбирате. Да, честитки за последново твое достигнување. Да, фала. Тоа што го прочитав, тоа е 100 надпревари без примен гол. Има Миле некој? Само во Вардар. Да, само во Вардар. Миле, има некој голман во Вардар? Ти си ми гугал за Вардар. Значи, таква статистика не се водела порано за непримен гол. Ја мислам, у поновата историја од осамостојањето намо дека нема, ние дебатиравме баш со Гача приватно дали постои некој друг голман и не откривме кој можел тоа достигнување да го има, затоа што иако во порано да кажам голманите имало голмани кои што настапувале долго време во Вардар, само дојдовме до две имиња кои што би можеле да бидат по настапи зборев. По настапи, да, има по настапи, меѓутоа по ова достигнување на 100 надпревари без примен гол би бил малку од оваа историска перспектива е различно да се гледа затоа што различни биле условите на играње фудбал, да кажеме поранешна Југославија. Тогаш да не прими над голман еден не на Вардар, него на големата четворка да не прими 100 надпревари гол, тоа било врно големо достигнување, затоа што силна лига во секаде можеш да примиш гол. Меѓутоа и Вардар во време на Гача кога е Вардар силен, значи и сега кога е и лигата, втора лига кога настапуваме, различно е. Меѓутоа достигнувањето секако е големо и не можам да го споредам со друг голман, иако е, како што кажа, значи историјата на Вардар многу добро ја знам, не можам да најдам кој може да биде тука. Значи, дали Драган Мути Барич го има тоа достигнување, сигурно, меѓутоа го не е само со Вардар, со неколку клубови. Само како со Вардар, мислам дека е моментално треба да се провери тоа. Да, биле што тебе ќе отвориме некои теми за подобар утре што не чека за Вардар. Ја два чекам да ги отвориме, но претходно малку ќе поразговарам со Фичо. Фичо околу последниве настапи. Сега се наоѓаме нели во втора лига, не чекаат уште неколку битни надпревари за да нели се дојдеме до пласман. Каква е ситуацијава во моментов што? Ево, например, уште 3 утакмици имаме до крај, официјално уште еден бот ни фали да сме официјално во тој бараж, а нормално ние сите се надеваме уште колку надпревари на кикс на гости Вардар може да влеземе директно, што нормално го заслужуваме со таа борба и пот. И сакам само да кажем дали е бараж или дали е директно лавање, важно. Тука сум 7 години, имам 3 шампионски титули, еден супер куп и нормално историски пласман во Лига Европа, ali мислам дека ако влеземе ова година со Вардар и што верувам дека ќе влеземе, мислам дека ќе биде моја најголема победа во мојата кариера. Така, колку си мотивно врзан за овој клуб? Па, ако знаеме дека те видовме на ракомет кога игра Вардар, те видовме што комити не се штедиш кога набиваш за тие бои. Не знам како да ви кажам, але едноставно стварно сум таков дечко, едноставно Вардар ми дал многу. Вардар ми е направил некое, како можам да кажам, голманско име и јас едноставно го враќам тоа. Максимално и на терен, надвор на терен и едноставно сите тренери и фудбалери што биле со мене имав во
во мојата кариера во Вардар многу странски понуди, што мислам дека Ги имаш одбиено понудите за да останеш во Вардар? не сакам ни да кажувам такви работи, али едноставно ево сум ги одбил, али едноставно никогаш не сум си помислил дека ќе дојде ми јас и Вардар општо во таква состојба како сме денес и да стварно да се бориме. Да немате вода за пиење на тајник. Па ево, тоа е, али едноставно веруваме во Господ и знам дека Господ секогаш наградува храбре момци, а ние сме стварно најхрабри и знам дека ќе нам успее и сакам само да напоменам за едно големо благодарност до Комети Скопје затоа што во ерата на Сергеј Самсоненко нормално имавме добра хемија, све, ал немавме таква армија од позади нас како сега и стварно можем да кажем дека Комети се наш 12 фудбалер и едноставно таква армија мислам дека тоа може само да се гледа кога гледавме во Србија Црвена звезда или Партизан, едноставно свакаме час и нормално од сите фудбалери во тимот едно големо фала до Комети и сакаме само да нас нормално поддржа до крај и да успееме сите, затоа што мислам сигурен сум дека ако нам успее тој голем мет и мислам дека ќе биде тој нихова една голема победа во нихова историја, така да. Па Миле, кога го слушаш Гачо со овие зборови, знам дека си емотивно врзан и знаеш многу за Ватра. Колку боли овој муабет? Го доживувам исто како мои зборови да се. Прво сакам да доловам он тоа што го кажува, значи зошто он останал во Скопје. Ако прашаш некого каде е твојот дом, значи тука треба да добиеш некоја емотивен одговор треба да добиеш. Домот е таму каде што ти е срцето. Значи он го препознал тоа, ако му е него срцето во Скопје и сигурно тоа има зошто да му биде тука, затоа што е тука сакан и почитуван и не само он, туку и целиот тим на Вардар и заради тоа што гледаме токму тоа дека они се над сите неправди кои што им се случуваат. Значи покажуваат храброст да им се спротивстават на сите неправди и да чекорат храбро напред. Покрај се што се случува и тоа не можеме да останеме равнодушни. Вие како армија од луѓе, јас сум некој дел од дете сум со Комити Запад, ние позади нив. Колкава бројка сме кои мислам дека срцето ни чука заедно со фудбалерите на терена секојдневни надпревари. Го препознаваат Комити, ја препознаваат ова искрена љубов на овие 12 дечи, 15 колку се во моментов во екипата на кој им се случува ова. Тоа е очигледно. Сам каже Гачо пред емисија дека љубовта е заедно. Љубовта е заедно, значи тоа се гледа, таа хемија се гледа после секој завршен надпревар, било да победи Вардар или да изгуби. Они секогаш доаѓаат кај нас и заедно продолжуваме уште 15 на минути да пееме, да се радуваме во победите, да тагуваме во поразот заедно. Тоа е тоа, ние сме едно семејство и дишеме како еден. Значи срцата ни чукаат во единствен так. Ја би го кажал тој так дека е 7-осмински, бидејќи повторно Вардар го идентификувам со нешто како што е повисока цел. И токму и за тоа би се навратил баш на тоа, ја Вардар го гледам не само јас, него Вардар, што представува Вардар. Тоа би да го продолжиме за да видиме зошто сака да се уништи. Вардар е символ. Како таков, значи како символ Вардар не може да погреши на никого. Многу погрешна перцепција имаат сите оние кои што го критикуваат Вардар, затоа што го критикуваат името Вардар. Вардар не може на никого да погреши. Символот не може да сгреши. Символот не може да навреди некого. Символот не може да задолжи. Не може да се задолжи символот. Како ќе се задолжи символот Вардар? Значи само можат да го задолжат или можат да му наштетат оние кои што го управуваат или тие кои што имаат моќ да му наштетат. Од позиција на власт или од позиција на моќ дадена од некого. Ме разбирате, значи символот не може да го сгреши. Вардар треба сите да го сватат како символ и многу подлабоко од тоа. Значи не е само тоа, ако е символ, треба многу е битно прашањето како државата се однесува со своите символи. Како се однесува државата со символите? Вардар земете историска хронологија. Срещу гледаме во последно време нејасно како се однесува.
не мора да идеме многу назад, треба да идеме 20 години назад, само и да видиме дека сите оние што доаѓаат, што влегуваат во брак со фудбалскиот клуб Вардар, кога ќе дојде разводната парница, они си идат со имотот на Вардар, Вардар останува без ништо. А Вардар не може да сгреши. Државата може да покаже со тоа што државата ги има сите механизми за да ги заштити своите природни богатства и символи. А Вардар е едно од тие природни богатства и символи, едно од ретките символи на Македонија кои што се живи. Ако напишеш на Google Скопје, второ што ти искача е фудбалски клуб Вардар. Трето што ти искача навивачка група Комити Запад. Тоа е нешто што не може да се побие и Све кажува. да. Секоја опозиција на секоја политичка партија е минлива. Денес си тука, утре не си тука. Ама треба да бидеш запаметен по нешто. Секој што пробал да го уништи Вардар, не успел. Не успел. Меѓутоа, нас не ни е тоа доволно, затоа што цело време ќе се обидуваат бидејќи нема систем. Тука треба да се воспостави систем каде што символите на државата, на Македонија или конечно на татковината ќе бидат заштитени. Значи Вардар е символ на Македонија и мора да биде заштитен. Во сите договори кои што претходно биле склучувани со Вардар, Вардар не е заштитен. Треба да ги погледнете само договорите, малку да ги проучите и ќе видите дека заштитен е само инвеститорот или трета страна. Вардар не е И заштитен. ќе ги оставиме дечките без вода за пиење на тегник и без основни средства за плата, кој што кажа Фичо, да не правиме муабет. Тука има и друга приказна. Вардар тоа што тука фали менаџмент. Во Вардар не треба сега да бидеме ние да критикуваме све и свашта, кога тоа е едноставна работа за води менаџмент, за тие основни реквизити за функционирање на клубот, менаџментот тоа треба да го обслужува на клубот. Значи тие работи не паѓаат од нити пак било кој клуб ги купува тие. Има спонзорство, еве конкретно тука сега не треба да рекламираме Така можеме што сакаме се кажеме. Од тука да почнеме. Ова флаша вода, значи треба да отидеме само таму тие што ја произведуваат и да најдеме заеднички јазик. И верувам дека тоа ќе биде едно од следните чекори, бидејќи ние веќе преземавме некои наши активности. Тука да чекам. Да, веќе преземавме некои активности и не тоа остава више да ми избега со тема. Се шалам, нема да ме сватиш погрешно. Ајде за поубавите работи. Видовме општина Аеродром прва меѓу иницијативите за спас на Вардар. Што се случува во моментов? Па тоа што го направи општина Аеродром е токму тоа што треба да го препознаат сите. И тука во тоа се гледа, како да кажам, предприемништвото. Во тоа се гледа, значи треба да ја препознаеш можноста кога да настапиш со конкретна акција. Сега е вистинскиот момент. И општина Аеродром многу добро тоа го направи и застана како пример како треба сите други да се однесуваат со фудбалскиот клуб Вардар. Затоа што ние тоа најавивме во нашето соопштение, ќе тропнеме на сите врати. Браво. Нема да молиме никого, меѓутоа ќе тропнеме за да го знаеме одговорот. Затоа што да знаеме кои се нас. Статистички ќе водиме податоци буквално да видиме кој е со Вардар, кој не е. Затоа што утре на сите ќе им требаат Комити Запад. Кога ќе дојде нешто македонско да се одбрани. Комити Запад и Вардар им се потребни на Македонија, меѓутоа дали им се потребни на елитите? Тоа е прашањето. Меѓутоа тоа не е прашање за нас, ние тоа го знаеме, тоа е реторичко прашање. Дали е Вардар потребен на Македонија? Нормално, Вардар е символ на Македонија. Како на секоја држава си ги негува своите символи. Сигурен дека 100% сум сигурен дека примеров кој го направи општина Аеродром и градоначалникот, можам да ти гарантирам за четворица други градоначалници кои сум убеден дека ќе нема да ни идете на затворена врата. И вие сте одработиле својата домашна задача, сте се вклучиле во треба сите медиуми, според мене скопски, сите некои си сакаме Вардар да им помогнеме на овие дечки. Да. Прво да им се заблагодарим, но ти мислам дека нема фичен начин како да ви се одолжиме. Нескромно 100 пати да му кажеш на Фишо фала е премалку за ова што го прават во моментов. Да, од фала не се живее, значи потребно е конкретни чекори. И тоа што го кажува и Гача, значи за тоа колку они се пожртвувани за клубот, тоа треба да биде наградено. Тоа никаде како не се случува вака, каде само да те тапшаат по рамо и да ти викаат браво мајсторе, издржи уште малку. Тоа треба да има конкретна инјекција во фудбалскиот клуб Вардар, за да има нешто што е опипливо, да почувствуваат вистинска поддршка. Ние можеме тоа да го направиме како група,
ние не можеме како група да генерираме такви профити кои што ќе ги задоволат нивните она што го заслужуваат. Меѓутоа можеме да ги поттикнеме сите други, односно да ги ставиме во свршен чин. Веќе ги започнавте првите иницијативи со тоа што прочитавме, искочивте со во медиумите дека веќе навивачката група Комити има определен дел. Ќе навесиш се поише 25% од собственоста. Тоа го најавме и во минатата емисија дека ќе има еден вид на ревардаризација, реструктурирање внатрешно во клубот, бидејќи тоа ситуацијата го налага. Во клубот моментално нема менаџмент. Ние имаме стручен штаб, имаме играчи, економ, меѓутоа и толку, и газда на клубот. И сега да се почне од некаде. Хиерархија. Да, за спас на Вардар, кога гледаме дека тука се јавува градоначалник на едно од поголемите општини во Скопје која сака да помогне и помогна, веќе се гледа. Следниот чекор е ова што го правите во град Скопје. Да, во град Скопје, значи тоа мора да биде паралелно. И ние тука мора да покажеме способност за мултивекторско функционирање. Значи да бидеме способни да бидеме присутни на повеќе страни истовремено, затоа што работите не можат да чекаат. Еве сега ние веќе и во неколку наврати повикуваме градоначалничката, господата Демина Ларсовска, да не прими, веќе се имаме и видено еднаш. Мислам дека од таа средба позитивни сигнали добивме и ми се надевам дека таа средба ќе се случи брзо затоа што е сега неопходна. Да, ајде дидеме токму тука, значи да дидеме во детали. Сега треба оваа одлука, ова реорганизација на Вардар да помине на Советот на град Скопје. Да. Дали имаме закажен термин? Па повикавме да биде тоа во прва прилика. Токму сега кога бевме во општина Аеродром, кога Вардар го доби тој терен, кој што треба да се официализира се тоа многу скоро за недела дена веќе, да биде официјално, па можеби ќе излеземе со заедничка пресконференција, ќе видиме како од таму од општина Аеродром да почне цела реорганизација на клубот. И треба да помине Советот на град Скопје за да почнеме од некаде. Тоа е за тоа се однесува за трансферот на тие 25% плюс една акција. Зошто е тоа важно? Значи 25% од акциите, мислам дека беа 6250 акција 25%, меѓутоа ние добиваме 6251. Таа една акција ја имаме заради тоа што некои одлуки треба да се донесат со 3/4 мнозинство. Така ќе го биде, ако не е така во статутот, така ќе биде во статутот. И ние ќе бидеме еден вид на заштита на клубот како што бевме и порано кога клубот беше организиран со колективни членови. И тогаш имавме 25%, значи си ги враќаме тие што ние ги поклонивме. Тогаш поклонивме 75% во градот Скопје. Сега со 25%, значи со 25% ги заштитуваме боите на клубот како прво. Никогаш да не може да се смени Вардар да игра со други бои. Седиштето на клубот е градски стадион Скопје. Ние веќе не играме на градски стадион моментално. Тоа ни е било нас секогаш како основен постулат на функционирање на групата. Тие што боите, клубот, седиштето на клубот или градски стадион Скопје. Што тоа е реорганизација, која што напоменуваме пак, треба да помине на Совет на Советот на град Скопје. И тука ќе видиме, затоа што советниците од град Скопје, не фаќам политичка партија, се представници на граѓаните на град Скопје. Така. Тука ќе видиме кој е чист скопјанец и кој си го сака Вардар, кој не. Ќе видиме принципиелноста нивна пред се, заради тоа што ако се спроведе анкета во градот Скопје да се види каков е процентот на граѓаните кои што сакаат позитивна промена во фудбалскиот клуб Вардар и односно дали градот Скопје треба да се вклучи во, овдека не е ни тоа прашање, овдека е само донесена одлука да помине на Советот на град Скопје. А во договорите стои дека овакви одлуки кои што не се оспорени од никого, треба само да формално да поминат. Значи во самиот договор на градот Скопје кој што го има склучено уште со Сергеј Самсоненко, сега е истиот договор само преземен од новиот актуелниот собственик. Таму стои дека такви работи тековни работи само поминуваат формално во градот Скопје. Градот Скопје не може да ги... Меѓутоа, ја ви кажав, принципиелноста е тука важна, доколку тие граѓани, тие советници или градоначалничката се чувствуваат дека го представуваат народот на градот Скопје. Значи, тие треба само да ја следат народната волја. Затоа што Вардар е создаден со народна волја.
Тоа треба да се има предвид. Нешто што е создадено со народна волја и со народна иницијатива, сега се решава, те мора да го препознаат. Тука не е прашање дали, зашто ако не го препознаат, значи не нешто би имало некој проблем. Јас сакам да бидам позитивен и да верувам дека со акламација ќе се донесе ова и сите наредни одлуки. Знаејќи тебе, она како се залагаш и колку си активен на ова поле да помогнеш со без штедејќи се безрезервно, не се сомневам во успех. Гачо, гледајќи го примерот по Миле, веруваш ли во посветна иднина во Варша? Извините, што? Дали веруваш во посветна иднина, дека веќе поминуваат најтешките денови, дека ќе ги оставиме за себе? Не, верувам, нормално, ако не би верували, не би били тука. Да, затоа што многу од коментарите кои не стигаат во моментот баш се такви, дека дали веруваат. Јас само сакам прво една напомена за Миле кога кажам за пожртовалност. Сакам то само на кратко да ве кажам. Слободно. Сакам да ги поздравам сите моите фудбалери, нормално тренери, сите вработени физиотерапеути и економи. Тие 10 месеци ние сами знаеме што издржавме и што све нам се случувале. Колку пати бевме излажани од многу приказни. Многу пати бевме мртви и многу пати ние фудбалери кажавме крај. Але едноставно, ево сега се ежам, едноставно толку собравме таа сила, таа енергија и едноставно не се предаваме. И едноставно јас се заебавам, але тоа стварно ќе направам. Дај Боже да нам успе и јас лично ќе се ангажирам да снимам еден документарец и сум сигурен дека ќе биде најгледан документарец во историја на Македонија, така да ако нам успе тоа. Со ова што го претрпевте. Да, а затоа пак ќе кажам свака част на фудбалерите и нормално тренери и сите тие, а за верба нормално. Ние веруваме на подобри денови. Нормално не би останале веќе во клубот ако не би верувале. Да, едноставно јас сум еден пат написал на Facebook еден статус. Не сакам да напоменам именско, али дај Боже да се разбудат сите тие компании, бизнисмени, да не олавам во политички води, знаете на што мислам, затоа што како Миле што вика и комити, вие и сите ние, едноставно жално е да се гледа Вардар така да трпи. Едноставно не е тоа мојата работа да зборувам, ама треба да кажам, едноставно ние сите треба да се гордееме со Вардар и ние сите треба да се гордееме кога ќе биде градски стадион полн и ќе навиваме за Вардар и едноставно пак некој Вардар да нам игра во Европа и да прави еден голем маркетинг во Македонија како што правеше порано и ракомет и фудбал, така да едноставно да се разбудат сите, едноставно треба да го спасиме. Треба да ве подрати вака. Да. Кога ги слушам овие зборови кои од срце се гледа дека ги кажуваш, не може човек да остане да му е сеедно, да е рандомно на она што го искажуваш. Тука сакам баш да те прашам колку беше тешко периодов да ги мотивираш тие млади деца со кои настапувате се во Вардар? Со оглед на тоа дека си ти еден од повозрастните таму. Па нормално, например, јас нормално јас тоа што правам учев нормално од поранешни фудбалери, што нормално бев со постарите. Едноставно не е лесно, не е ни едноставно, како се каже, не е ни тешко. Затоа што едноставно ние имаме во тим таква хемија што стварно сите се служуваме, сите се бориме за еден цел. И едноставно од млади до најстар фудбалер стварно функционираме феноменално. А пак ќе кажам, на тие проблеми што ги имаме и да дојдеш тамо и ќе кажеш, вика, тоа е надчовечки напор едноставно, така да можам да кажам да сме ненормални, али позитивно ненормални. Браво. И едноставно можам само да кажам на сите што нас слушат дека идеме до крај и сме 100% мотивирани и сигурно дека ќе не успее. Биле, колку појаки ќе ги напредните генерации на Вардар, се надевам дека некад ќе имаат оние помлади сега што тренираат во Вардар, кога ќе ги слушнат овие зборови на еден фудбалер, голман кој што е Вичо Гачевски, колку ќе бидат појаки во сето нешто ќе ги чека во иднина? Ова е историски запис, ова све што го говориме останува за навек. Затоа е важно тоа што ќе го кажеме да биде издржано. А све што кажа до сега Гачо, све е вистина и све е издржано. Ние треба да идеме од успехот да се навраќаме, па намаму да дојдеме. Сакаме да се навратиме на ситуација на
Па да прашам дали на државата е потребно такво нешто да има, бидејќи спортот, како што знаеме, е најголемиот амбасадор, а фудбалот е најважната работа во светот. Не е веќе најважната споредно, бидејќи е повеќе од тоа моментално. Да се навратиме на еден момент кој што не може да биде пограндиозен, значи победувањето на Фенербахче во Истанбул. Утакмицата завршува 2-1, даваме гол. Предишниот тренер Глигоров. Не, Чедо Јаневски. Не, кој го даде голот? Николе Глигоров. Глигоров. Да, за 2-1, да. Джигаури и Джигаури е Николе Глигоров, да. Така беше. Го даваат гол, делириум на трибина. Значи 200-300 луѓе бевме во Истанбул, 250 луѓе во Истанбул. Стадионот 50.000, такво нешто, таква атмосфера е многу ретка на стадионите воопшто во светот. Значи, ја би ги споредил таа атмосфера што има Фенербахче, Бешикташ, турските Галатасарај, да, со Раја Казабланка или Видат, значи од Северна Африка. Северна Африка, клубови кои што сега се во, да кажам, меѓутоа она главното се случува во подтрибинскиот простор. Значи, ја пееме, ја излези Ѓурѓо. Сега се нежам кој ќе помислам. Они не знам дали знаат или дали ги гледали, имаше мислам и излезено снимката. Има, гледавме, да. Тоа е нешто. И сега прашањето е дали ние треба, пак е реторичко прашањето, дали ние треба сите заедно да застанеме да одбраниме една таква убава приказна. Значи нешто што е наша историја, меѓутоа наша сегашност и наша иднина. Ние не можеме пластично сега да се префрлиме на друг клуб, бидејќи знаеме дека Вардар на некој му одговара да го нема. Бидејќи Вардар тоа што го представува на некој му е проблем. И тоа е многу чудна работа. Значи ја не знам. Ево на пример сега извините, на пример како викаме за проблем. На пример мислам дека само во наша држава може да се деси 2017 да играш Европа лиг, малце ти фали до Лига шампиони и за 2 години да испаднеш во втора лига. Јас сум сигурен што бев дел од тој тим, наредна година, ако би имали подршка нормално да не зборам сега, игравте во Лига шампиони. Сум 100% сигурен дека со некоја новост да се љубеле, сум 100% сигурен дека ќе играме Лига шампиони. А ние за 2 години испаѓаме во втора лига, што е невозможно. Така да бараш на Google таков клуб нема да најдеш ни во Индонезија. Па нема да се Индонезија е организирана држава, 200 милионска држава зборим. Значи нема да најдеш ни у Биафра, у Мадагаскар, не знам, у некои држави кои што... А колку скопјани се желни за некој спортски успех, сведоци сме на ракометниот клуб Вардар кога освои Лига на шампиони. Кога искочи на площад и старо, и младо, и деца, и баби, и со кучина и со мачина и ги пречека фудбалите, колку сме гладни како народ за таков успех. А имаме легенди како, слободно ќе кажем, како Фишо, кој го поминува дното, издржува и е уште мотивиран да направи нешто за Вардар, а некој таму компанија или политика па он мора да даде уште за Вардар. Иде да... Он чекај се, ние се договоривме, он има 100 настапи безпримен гол. Он треба да стигне. Види, голманите, многу интересно, голманите имаат, може да достигнат многу подлабока старост фудбалска во однос на фудбалерите од среден ред, кои што многу повише се трошат или од напад. Голманите не дека не се трошат, меѓутоа ние може да го имаме нашиот Лав Јашин тука моментално. Значи не знаеме. Ако комите запад наумиле нешто да знаеш, мислам да издаеш, нема лесно откажување или да не предвремено пензија, така да ти си веќе икона на Вардар. Нема лесно живење, не, затоа далеко, али нормално наш цел, кажавме денес што и како и тоа е. Јас верувам во постојато утре и тоа го почнавте, биле вие. Да. Така да дали сакаш да ми соопштиш некој друг детал, некој убави вест? Можем да кажам што е нашиот план, пошто е тоа што го правиме јавно. Комотно ја можам и комотно и да повикам, да ги повикам и градоначалниците директно тука да го збориме тоа, бидејќи ние немаме ништо. Отворен повеќе во емисија слободно можеме да дискутираме, затоа што ние немаме никакви задни теми или нешто што не можеме, што не би сакале да дискутираме пред јавност. Све е отворено кај нас, затоа што нашите намери и нашите цели се искрени. А на кога имаме искрена цел, ние нормално дека ќе одиме до крај. Жртвата тука не е спорна, која што треба да ја дадеме. Ја тука дури и лично чувствувам
нешто што имам такво чувство дека јас треба да дам некоја жртва за овој Вардар. Не дека предходно не сум ја давал. Меѓутоа, ја и кажав и многу прилики дека нашите имиња не се важни, затоа што важно е она што го представуваме и целите кон кои што тежнееме, идеалите да ги оствариме. Вардар е тој идеал, Вардар е идеалот за кој што вреди да се живее. Не сакам да зборам дека вреди норбидни работи, меѓутоа пред се ќе кажам дека вреди за Вардар да се живее и да се дада секоја жртва, да се обележи црвена линија во песокот и таа линија никој да не смее да ја премине. И тоа ќе се случи, тоа го кажуваме јавно на говорница, кажувам дека нема компромис за Вардар да има. Тоа што ќе се случи да кажам во заедништво, како заедничка одлука на сите нас, на тие кои што ги повикуваме, на тие кои што веќе се повикани, со тие кои што сме се видели и со тие кои што ќе се видиме. Значи тоа порака мора да ја знаат дека Вардар мора да биде пред се во сите разговори. И кој ќе се вратиме, да се навратиме може сега на планот наш, што е така. Да, затоа што доаѓаме до неди до крајот на емисијата, па чисто сакам оној новитет да го најавиме на нашите гледачи и слушатели. Едноставно очекуваме, најавивме дека ќе споделиме некои новости кои нели се гледа светло во тунелот за Вардар и за овие момци. Значи ја кажавме и предходно, предходната тука исто. Да, спомнавме предходната емисија што е нашиот план. Нашиот план е трансформација на долгот на Вардар. Прво, тоа треба да биде приоритет не само наш, туку на секој газда што ќе доаѓа понатамошен за сите акционери, косопственици на Вардар, ќе кажам косопственици, бидејќи ја не очекувам Вардар во иднина некогаш да има повторно само еден сопственик. Бидејќи тоа се покажа како непрактично. Подобре е да има борд на одбор, да кажам, управен одбор, составен од повеќе сфери на општеството, шарено лико да биде, меѓутоа Вардар да биде она гравитација која што ќе го обедини целото тоа ткиво внатре. И управниот одбор да функционира како што функционира клубот моментално и кога е во ваква ситуација. И заедништвото кое што владе во на клупата на Вардар во соблекувалната со трибината. Тоа ќе биде рецепт за успех. А тоа како го гледаме? 125% плюс една акција која што нас ни се припишуваат, ние сме повторно гарант на клубот. Се покажува столот мора да бидеме, затоа што не дека тука е некоја суета во прашање, него тоа е реалноста и тоа е логика. Праксата го покажа дека е потребен. Праксата покажа дека народот поише ни верува на нас како навивачка група отколку на, да кажам, на некој бизнис директор бизнес. Така. Реалноста е таа. Коментно може да кажеме дека народот поише им верува на комите отколку на раководството на клубот. Не ви верува. Тоа не е скромно. Не ви верува, јас ви најавив на социјалните мрежи дека повторно ќе ми бидете гости. Да. Морам да ви ги пренесам поздравите сите оние кои ми пишаа. Морате да се заблагодарат на сета онаа енергија која ја даваш и си максимално вложен. Давајќи се твоето приватно време кое треба да се го посветиш со фамилијата, ти се посветуваш буквално на Вардар за спас на овој клубот и Милен, и твоето име треба да биде некаде вбрежено во овие кризни периоди на Вардар и ќе биде. Така да, Гачо, сакам да те прашам нешто што гледаме дека работи видат кон подобро. Не очекуваат, кој што кажав, му ще тренат превари и одиме во бараш. Да. Старце на терен, како сте губиш? Нормално. Прва лига? Тоа е на цел. За тоа и се бориме и тоа не здржи во игра. Само на тоа размислуваме и само тоа е нада за сите нас. Нормално сега, не разберете. Јас сакам само нешто друго да кажам, ако смеме да кажам. За сите тие вардарци што се прават и што се ударят во градите, нека, извините на израз, нека дигнат малце гъс и нека малце помогнат кога е тешка состојба, и затоа што во тешките моменти се гледа прав вардарец, а не нормално кога е убаво све посеено со млеко и мед, како беше порано. Јас сум вардарец. Многу луѓе е обекело и многу луѓе се ударяло во гради, сега их нема никаде. Не сакам да их напоменувам, али сакам само да им кажам од мене, од срце и од сите, нека малце се ангажираат, затоа што кога е на клубот најтешкото, и ако го сакаш вистински така клуб како што зборат, нека помогнат. А за крај можам само да кажам во име на сите од клубот, нека ќе се бориме до крај
со срце на терен. Ми ја поздравиш цела екипа. Да. На сите оние момци кои сте овие 10 месеци и повише во агонија го претрпувате ова. Ќе ги поздравиш сите, ќе ми ја пренесеш енергијата која Скопјани дишат заедно со вас и навиваат и несумнено ќе бидат секогаш на трибината, без разлика што да се случи, ние знаеме дека ќе се случат најубавите работи, затоа што го гледаме веќе конечно излезот од ова, веќе Скопјани си ставаат прст на чело и мислам дека искачате од оваа агонија, благодарејќи на Миле кој е еден од, како да кажам, воджите на оваа преродба која му се случува на Вардар. Така да од мене само честитки, голямо поклонување пред тебе и пред цела екипа што бевте истрајни да го носите дресот кога е најтешко и сте пример за сите оние генерации кои доаѓаат и после вас да знаат како да се сакаат црвено-црните бои. Фала ви многу. Верувам дека имам уште малку време за да кажеме у кратки црти повторно презентацијата за тоа што ќе, како го гледаме ние визијата за новиот Вардар. Визијата за новиот Вардар ви кажав, е малку шаренолика. Сакаме да направиме некоја адхок варијанта за моментален спас на клубот и долгорочна стратегија. Во таа долгорочна стратегија која што веќе е започната е спаѓа трансформацијата на клубот. Као што кажав, во столбот на клубот треба да бидат комити со 25%. Тоа е дискутабилно за процентот, односно може да се смени во зависност од потребите. Тука треба да биде градот Скопје како друг столб кој што треба да има златна акција. Значи комети градот Скопје и ПУИК треба да имаат златни акции, односно своевидно право на вето за некои одлуки. Тоа треба да биде во статутот точно наведено за кои одлуки. Да биде заштитен клубот. Тоа нема, тука има зошто и ги наведуваме овие три. Значи градот Скопје како основач, ПУИК како собственик на градскиот стадион, значи што располага со градскиот стадион и другите слични објекти, и комети како константа која што е тука со Вардар. И пред нашето основање, највачите на Вардар се еден од столбовите. Тука се општините кои што ќе ги поделам на две категории. Првата категорија, односно категоризирањето е според жителите и според економската моќ. Тука ќе ги земе, значи веќе аеродром, Газивала, Киселовода, Центар, Карпаш, Бутел, Ѓорче, тие како прва, да кажам, прв ранг на исти се сите, нема рангови тука, меѓутоа, да кажам, првите општини, првите 7 општини се тие и уште 4 општини како Петровец, Илинден, Сопиште, Чучер, Сандево, кои што исто така се со население кое што според нашите неформални анкети кои што ги имаме се мнозински за Вардар. Во самата општина, значи населението го сака Вардар и она што го представува Вардар. Тие општини би добиле согласно големината и економската моќ акции кои што се во различна номинална изразеност, значи едните би ги издвоиле со 3% или другите со 2% или 4 со 2%, да има сепак гласот кој што го имаат народот кој што живее таму, бројноста на населението да има удел. Трансформацијата на долгот во блок ќе биде една од раните фази на тоа што ќе се случува и репрограмирање на долгот на Вардар во управата за јавни приходи. Јавно ги повикувам управата за јавни приходи да го разгледаат ова прашање, бидејќи ние веќе бевме таму еднаш, ми кажаа дека постои таква можност, меѓутоа дека треба за тоа да се донесе политичка одлука. Па еве ги повикувам јавно. Донесете политичка одлука. Донесете политичка одлука. Значи трансформирате го долгот на Вардар на подолг период, затоа што така ќе биде вратен и така ќе биде правдата задоволена, бидејќи даночните обврзници ќе знаат точно дека тие средства што тие се нивни средства, нели дека ќе бидат вратени, државата ќе биде сигурна дека ќе бидат вратени. А како? Со тоа што ваучер системот и другите примања кои што се фиксни во Вардар, од УЕФА, од тренинг компензации. Добро, тренинг компензации и солидарити не се фиксни, меѓутоа се постојани, бидејќи Вардар секогаш има трансфери на фудбалери, бидејќи има многу силна младинско пионерска школа, традиционално силна, која што моментално не е баш во најдобра состојба. Отом потом, нели? Сега го добивме игралиштето во аеродром, кое што е навенато токму за младинско пионерската школа, кој што треба да биде основен и главен столб на фудбалскиот клуб во иднината. Од таму треба да се раѓаат и таленти има. Меѓутоа треба убаво да се прекалат и еден мал процент барем да испливува во првиот тим на Вардар. Значи тоа е богатството. Ти кој ќе создадеш деца, значи од деца кои ќе ги едуцираш, кој ќе ги тренираш да бидат во првиот тим на Вардар, ти имаш веќе
основа на клубот, нешто што го прави Ајакс, да кажам, во или Динамо Загреб во балкански рамки. Тука исто така, покрај ова би повикале за најуспешните фирми во Македонија, исто така би им понудиле акции и во тој управен одбор и тие да имаат своји членови, а општините, бидејќи во некоја консултација со нив, некој можеби нема да сакаат да ги примат тие акции, да се обврзат да имаат место во управниот одбор на Вардар и со тоа обврска плюс. Меѓутоа тоа нека биде аманет. Им ги даваме тие акции, они на секој градоначалник и совет на една општина е најмалку што може да направи да најде една компанија која што ќе ги замени нив. На нивни аманет нека биде. Ние им ги даваме нив како институции, не како партии. Од ова сето што те слушам, шемата е направена, само треба да се спроведе и да се донесе таа унаводници, ќе кажам, политичка одлука. Политичка волја само се треба, а таа политичка волја ќе биде изнудена сега, затоа што ние немаме веќе време да чекаме да ни замајуваат со лажни ветувања, како што цело време ги слушаме. Се надеваме дека не се лажни, ние не само ние, играчите слушаат. Може да потврди играчот дека на нив е ветувано исто така, дека ќе дојдат маđарски инвеститори, ќе дојдат вакви такви, меѓутоа тоа нема реалноста, покажува дека тоа не е ништо сериозно. Бидејќи тој што сака да влезе во фудбалскиот клуб да што прево интерес, тоа ќе го каже. Го каже Гачо Преска, вика, како кажат, тие што се вардарци, сега да ве видиме колку сте вардарци. На тој повик сакам да се надоврзам и јас. Еве јавно ги повикувам, ја повикувам бизнес заедницата во Македонија со едноставен пример, нека го следат патриотското друштво. Денеска што еден мислам помош која што е многу значајна, мала, меѓутоа многу значајна. Голема тежина. Да, еден русек платен да кажам во ресторан во Скопје за фудбалскиот клуб. Нешто што треба Вардар тоа да го има, што не треба да биде никога што спорено. Да биде затоа што веќе го пробивме терминот. Ниси многу стандардно, значи ти си ми тука, Гачо, ќе го оставиме за овие тринат превори да буквално собереш сила, храброст и уште еднаш да ги мотивираш сите, како што знаеш да го правиш тоа најдобро во сооблекувањето и да го следат твојот пример. Ти ги пренесувам тие честитки на нашите слушатели, на нашите гледачи. Веруваме во вас. Пак ќе повторам, ти благодарам од името на сите кои знаеме што преживувате овие 10 месеци. Скопје не заборава. Скопјани не заборават, искрените скопјани, урбаните скопјани, сите оние кои си го сакаме Вардар, нема да ве тапшиме порамо како што бевте тапши, него во најмала ситуација ќе покажеме љубов и она почит која ја заслужуваат. Уште еднаш ти се поклонувам и ти благодарам што беше дел од емисијата. За убави работи ќе се видиме после овие тринат превори, кога пак ќе чекам на гости. Нема проблем, фала ви многу и вас на покана, па се гледаме. Така, Миле, фала ти на тебе, што секогаш си ми гугал, кој што кажа за Вардар. Сите викаат енергијата на Миле, која има и која се залага за Вардар, е нешто што во поново време му фалеше на Вардар. Јас секогаш тука, значи без лажна скромност, безусловно сум тука за Вардар, затоа што тоа е чувство кое што го имам, дека морам да придонесам, затоа што толку долго време сум тука, толку долго време сум со Вардар, со комите, и чувствувам таква одговорност дека морам да направам нешто и јас. Значи јас сум дел од сите нас, сите сме исти. Јас сум Комити Запад, не е важно моето име и презиме, ниту ни една друга емисија, затоа што ја немам лични амбиции кои што сакам да ги остварам. Значи го правам од љубов за клубот. И да се подсетиме со една мисла на најголемиот син на македонската револуционерна борба, кој што е пред точно 120 години на денешен загинат во Баница. Јас не познавам друг народ кој страдал од предавствата на своите синови како македонскиот. Се надевам дека таа фраза дека ќе се измени и дека конечно Македонија ќе доживее победнички фрази да доживува, да ги живееме тие победнички фрази, преку Вардар да изградиме Македонија. Тоа е мојата визија. Се заборави, малци се губил на сето она што кажав на почетокот на емисијата, сето она што е македонско и сето она што треба да се го вреднуваме, но еве, ако низ овој етер можам како уредник и собственик на оваа емисија малку да помогнам заедно со тебе, вратите на Скопје урбана приказна за тебе се секогаш отворени. Ќе апелираме, ќе подсетуваме, ќе ги повикуваме јавно и нема да се откажи.
Тоа е нашата борба, мора да трае. Нема откажување и нема компромиси. Па да, кога гледаш еден Филип Гачевски со како фенал и со какво стан се говори, тоа што остане. Не може он да биде поголем навивач од мене. Значи, може, ама сега ја ќе треба да по нещо плюс да направам после, не може така. Дечки ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Скопје урбана приказна. Зубави работи се гледаме после овие 13 превари и да проставиме некаде заедно кои што знаат Комити Запад, само Комити Запад знаат да направат во Скопје таа атмосфера, со дубава прослава во центарот на градот. Да, ви благодарам уште еднаш што ја држите приказната за Вардар жива и што сте проактивни на оваа тема. Ова Вардар тоа го заслужува и треба да го следат вашиот пример и останатите медии, пишчани, електронски, ТВ, радио, стан. Да, почитувани слушатели, се надевам дека вие пак го пробивме терминот, но кога стана збор за Вардар се е дозволено. Ви благодарам, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Со мене беа Филип Гачевски, голманот на ФК Вардар, легендата и пак ќе кажам за мене икона во поново време на нашиот фудбалски клуб. И Миле од Комити Запад, кој повторно ќе си го имам во студио, затоа што со него муабети за Вардар можеме да правиме и неколку часа и нема да ни досадно ни вас ниту нас. Така да, останете на фреквенцијата на Радио Лидер, сакате го Вардар, поддржете ги овие момци кои навистина заслужуваат да бидеме со нив како и секојаш во овие последни 13 превари, да го вратиме Вардар онаму каде што припаѓа. Повик до сите оние политичари. Донесете политичка одлука, кој што кажа Миле, не е тешко, треба само да се сака. Треба само да си скопјанец, да се сакаш Македонија, да си го сакаш Скопје и да си го сакаш Вардар. Затоа што и после вашите мандати вие треба, како што кажав, да оставите нешто. Ево ова нека биде нешто што ќе го оставите, што ќе треба да се гордеете утре дека сте биле дел од политички одлуки, сте ги донесли овие одлуки кои сега на Вардар и на овие момци највеќе сте им потребни. Ви поздравувам од студиото на Радио Лидер и ви закажувам уште една средба со уште една Вардарова легенда, веќе нареден четврток го очекуваме и легендата на Вардар Васе Рингов да биде овдека каде што со него ќе поразговараме за сето она што Вардар го преживува низ годините и за оние морам да ги кажам и искрени солзи кои Васе ги појави пред определен период на ТВ екраните каде што човек не може да остане равнодушен. Имам уште многу разговори за Вардар, нема да затвориме приказната, со дека не го видиме таму каде што е. Ве поздравувам од студиото на Радио Лидер и ви посакувам пријатна вечер.